Осомничената прва антикорупционерка не се поднесува оставка од функцијата. Екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небоша Стојановиќ бил семеен пријател, а содржината која му споделувала претседателката на антикорупцијската комисија немала допирна точка со случајот Адитив, тврди Татјана Димитровска, која од четвртокот се сомниче за оддавање службена тајна. Во писмо до јавноста пишува дека кредибилитетот и интегритетот на комисијата во никој случај не смеа да бидат оспорени, а бара да се почитува презумпција на невиност. Останатите 6 члена на институцијата која ја представувам немаат никаква поврзаност со делото за кое сум осумничена. Сакам да информирам јавноста дека мојата комуникација со семеен пријател, кој подоцна стана обвинет во случајот Адитив, се одвивала во период пред да започне постапка за него пред надлежното обвинителство. Дел од споделените информации се однесуваат на јавни документи, чија содржина пред нашата комуникација е објавена во јавност, а останатиот дел е вообичаена пријателска комуникација. Жали за комуникацијата со Стојановиќ, со која вели немала намера да влијае на постапката или истрагата. Во Државната комисија за спречување на корупцијата во тек е постапка за проверка на имотната состојба на наведено лице. Со електронската распределба предметот не е додаден за постапување кај мене, а согласно утврдените правила немам никаква можност да влијам врз текот на постапката или врз исходот. Одлуките на ДКСК се носат колективно со мнозинство гласови на членовите. И останатите колеги на Димитровска од актуелниот состав на комисијата не размислуваат за оставки. Тоа во интервју го потврди заменик претседателката Билјана Кашарова Шулев, но таа признава дека ситуацијата во антикорупцијска е сериозна и загрижувачка. Поранешни антикорупционери и правници бараат оставка од Димитровска и собранието го чека епилогот од постапката која се води против претседателката на антикорупцијска за да започне процедура за разрешување. Димитровска осомничена за оддавање на службена тајна и е под мерки од судот односно одземеније пасошот и има забрана за активности поврзани со кривичното дело. Тоа не ја спречува да оди на работа во комисијата, но целосно не ограничува во работата со предмети. Според обвинителството, Димитровска на екс-директорот на ТЕЦ Неготино, кој е обвинет во Адитив, од мај до декември лани во повеќе наврати му пишувала преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp какви постапки се поведени како за него, така и за други обвинети во истиот случај.